Овој период од годината ширум нашата држава се случуваат бројни карнавали, стари по векови. Таков еден карнавал е карнавалот за џоломарите, кој што се случува во Тиквешијата, можеби комотно ќе кажам помалку познат за нас, не толку популарен, не толку многу етаблиран низ медиумите, но затоа Слободен печат минатата година со камерата го забележа секој детал поврзан со овој долги векови обичај кој што се одржува токму овде во Тиквешијата. Марина Дамчевска, мојата колешка, колегата Никола Колев и колегата Драган Митревски се потпишуваат за краткиот документарен филм кој што ќе имате можност и прилика првпат премиерно да го погледнете токму во денешното издание на емисијата Слободен печат, но пред да го погледнете, ќе разговарам со колешката Марина околу тоа како поминавте и како дојде до идејата да се сними. Добро утро и добре дојде во Слободен печат. Добро утро. Добре најдов нели во нашето студио. Ние минатата година, баш токму овој период, одлучивме да посветиме внимание на овој помалку познат карневал или ритуал кој што се одвива во Тиквешијата, конкретно во селото Бегниште, каде што постои некоја вековна, да речеме, традиција која што и ден денеска е задржана. Значи станува збор за ритуалот на џоломарите, кој што се случува во преминот од старата во новата православна нова година, нели според православниот календар. Значи тоа е една игрива група која што е маскирана традиционално, значи тие изгледаат дури и страшно, а всушност тоа е и целата поента на ритуалот, изгонувањето на лошите духови, злото што било во претходната, да не се повтори, нели, да се и некој си благослов да се има среќна, берикетна, подобра нова година. И ние решивме, нели, јас и моите колеги Никола Колев и фоторепортерот и снимател Драган Митревски, да споменам дека во тоа време оваа посета на Бегниште ја организираше и нашата колешка Јасмина Пакашки, значи ние бевме екипа од 4 и одлучивме на некој свој начин да го регистрираме овој тиквешки обичај, кој што патем видовме дека се практикува и во другите соседни села. Мислам дека и во Ресава исто така има многу сличен карневал, односно и тие сакаат да си го обноват некој овој древен пагански обичај. Беше многу интересно да се гледа, да се посматра сето тоа, таа игра и дефинитивно добар празник за очите и мислам дека вреди да се посети и селото и да се присуствува и учествува на некој начин во оваа ритуална игра. Традиционално се одржува во кој период од годината и дали можеби има некаков податок усен, пишан, каде што говори за тоа колку време постои овој обичај? Па ова се пагански обичаи кои што се случуваат во повеќе делови од Македонија, меѓутоа некаде се изгубени, станува збор за раселени села. Иначе јас мислам дека според она што ја го имам истражувано и според некои етнолошки податоци, дека на времето, нели, да речеме сега пред 100 и кусур години, колку што се памети и колку што усно се пренесувала оваа традиција, значи на времето во цела Македонија, речиси во сите места и во западна и во источниот дел на Македонија се практикувале вакви пагански ритуали кои што се случуваат точно во оние што ги викаат некрстени денови. Значи станува збор за периодот од Божик, Христовото раѓање и до Водици крштевањето, значи тоа во христијанството се сметаат за некрстени денови и тогаш постоело некое верување дека по светот, дека на земјата шетаат лоши духови кои што се злобни, може да нанесат штета и тогаш населението организирало вакви ритуални игри со кои што сакаат да ги изгонат лошите духови и да си постават еден благослов за подобра и поберикетна следна година и
јас не сум етнолог, меѓутоа има разлика како се маскираат, кое село, кое место, какви обичаи има. Нешто е слично, меѓутоа има и некои разлики. Сега, кај овие џоломарите, тие се облечени во некои со качулки се на главата, носат некои мустаќи и брада од волна. Звонци имаат исто? Звонци, да, они на телото носат звонци, нели, тоа е за звонци и клопотарци, за со таквите звуци да ги изгонат лошите духови, и тоа беше многу интересно. Значи, во тие 24 часа и повеќе што ние престојувавме во селото Бегниште, онака низ цело село одекнуваат тие нивните звуци на клопотарци, звонци, така беше многу интересно. Иначе има на други места се облекуваат во кожи, носат рогови, значи веројатно секое место си има свое посебна маска. Меѓутоа целта е тоа, изгонување на лошите духови или злото што надвиснало. И за Бегниште, еве, можам да кажам дека карактеристично е тоа што тука има во таа ритуална игра на џоломарите, има две невести, има една стара баба, старата баба ја представува старата нова година која што нели изминува, и две невести кои што треба да донесат берикет во новата година, нели? И плюс има во целата игра е внесено магаре и еден човек магаричар кој што го води магарето, кој што меѓу другот и ги предводи тоа оро на џоломарите. Мислам, многу е интересно да се види, да се доживее сето тоа. И мислам дека еве повод и да ги поканиме граѓаните, нели, ако се слободни овој викенд, дека може да посетат некој од нашите места каде што се одржуваат вакви карневали. Убаво е да се биде дел од таа атмосфера и да се доживее гостопримството на македонскиот народ во целава работа, затоа што ова се празници кои што околу Божик, нели, како се вика, пред Божик, зад Божик, каде да си, дома да си. И ова се такви празници кога без разлика семејството каде било, обично на печалба, нели, оделе македонците, и каде и да се по светот, тие обично околу божикните празници се собирале дома и ги практикувале сите овие неколку обичаи што се, да речеме, од Божик до водици. И тука негде измеѓу, реков се, овие карневали, ова изгонување на злото, значи сепак станува збор за семејни празници кои што го обединуваат семејството, кога куќите се полни, домовите, кога на масите се сервира, се принесува она што го има семејството, значи има богата софра, и тоа, велам, мештаните се толку гостопримливи што ќе ве почастат, куќите се отворени, значи тоа е таква една атмосфера владее во селото и се гледа она доброќудност и скромност на македонскиот народ и желбата да се угости било кој намерник кој што ќе влезе во нивниот двор или дом. Случајно или намерно кој наменал таму, очигледно ќе биде нагостен Сега. Доколку појде. Што забележавте кај џоломарите? Дали се тоа голема или мала група, или дали се тоа само мештани, или можеби доаѓаат луѓе кои што живеат во странство, а имаат од таму потекло, или? Значи, оваа џоломарската група, мислам дека ние што ја снимивме, тоа беа жители од селото и кои што живеат се уште во тој дел или работат можеби во Кавадарци во градот. Не се, селото сепак ја има судбината на многуте македонски села, е прилично раселено, меѓутоа ете за токму за овој празник, за овој дел од годината, тие се сите собрани, значи сите куќи се полни, сите огништа горат и тоа е една таква убава атмосфера да се види полно село, па има и мали деца, дури
тие ги облекуваат и малите деца се научени да го практикуваат овој обичај, па носат и тие мали ѕвонци, многу се интересни и тоа е Кај новите генерации значи се пренесува. За мене е тоа знак дека овој обичај уште долго време ќе продолжи да се практикува, да се негува во овој крај. Сакаат, значи, и тие да учествуваат, инаку само да напоменам дека сите овие, не само во Бегниште, туку и во цела Македонија, која се практикувале ваквите карневалски обичаи со секогаш учествуваат само мажи, само ми мажи беше следното прашање, дали се само маскираат, мажи? значи и она што го споменав дека има баба, невести, дека тоа се сепак мажи, нели? Мажи се преправени во жени. Преправени во жени, да, и инаку тоа е и во духот на претходното време, нели, кога жените главно биле, работата на жените била околу огништето, домот и така натаму. Значи таа некоја си поинаква улога што жената ја имала во тоа некое традиционално македонско семејство, зборам за стотици години наназад што се случувало. И не учествуваат. Значи жените не учествуваат, тие се посматрачи на ова оро, на Ја подготвуваат храната, претпоставувам се уште. Да, значи за ова се врзани семејни собири, вечери, ручеци, па дури, како што реков, домовите се отворени за гости. Еден ден трае празничното веселење. Значи вечерта почнува. Вечерта на 13 јануари почнува маскирањето, значи кога оваа група на џоломари, не знам, мислам дека околу 20 се, на различни возрасти, дека тие вечерта го почнуваат тоа облекување, маскирање, и после тоа се одат низ куќите, низ селото, нели, со тие традиционалните звуци, всушност они тогаш го прават тоа изгонување на злото во ноќта. Инаку во целото село има огнови, мештаните, нели, или оние мала, они се групирани, собрани, негдека секој во своето мало, па има огнови, па тука се пие, се јаде нешто, не знам, се разговара, се слуша музика. И сега, тоа сакав во нашето ова кратко филмче што го направивме, еден етнолошки белег за еден обичај, ние сакавме во еден дел да го избегнеме модерното што е внесено во селото, значи сакавме некако да го снимаме само она што е останато или што може да сведочи за подамнешно време сега, нели, а моравме да ги избегнеме автомобилите, фаровите, значи целиот тој минатото, антените, нели, за да се избегне тој некој дури и асфалтот, доколку е асфалтирано селото, треба да се одбегне. Да, и значи поише сакавме една таква приказна да подсетиме или да навестиме како во минатото изгледало тоа. Инаку да ви кажам, така во ноќта делуваат многу страшно џоломарите. Сега, меѓутоа, тогаш јас си помислив, додека го снимавме тоа, си помислив само како тоа изгледало пред стотици години. Значи, замислете кога нема улично осветлување, кога, не знам, селата се осветлени само од месечината, нели, од светлината на месечината, кога има или од огништата, огновите што се запалени, и замислував како на тие мали деца што живееле во тоа село, колку тоа све им изгледало страшно, мистично, реално, дека навистина ќе се... Да, дека навистина, еве сега ќе таа група на луѓе ќе го изгонат злото кое што, нели, постои или се надвиснало на селото. И така, интересно во секој случај. Тешко ли беше подготовката, ете, околу подготовката на филмчето, и каква е еднината на овој филм? Што посакувате и што замислувате? Па, филмчево, еве сега ние го промовираме, премиерно ќе го прикажеме, инаку имаме во план, пошто го подготвивме фактички
тој е снимен во јануари лани, меѓутоа ни треба неколку месеци да одлежи, да го измонтираме. Сакавме да го избегнеме она класичниот наратив, да имаме соговорник, пошто тоа делот со самиот обичај, тоа е веќе објаснето, тоа го имаат самите учесници од фестивалот, го кажуваат во секоја прилика. Значи, ние сакавме едноставно со некои наши кадри, нешто поинаку да го отсликаме овој обичај. Мислам дека ќе погледнат гледачите, мислам дека делумно или повеќе или помалку успеавме во тоа. Инаку планираме да ќе го пуштиме и на некои фестивали, претежно етнофестивали, значи каде што се посветени на вакви етнолошки теми, бидејќи токму така спаѓа во таа група на етнофилмови. Да, јас ќе посакам голем успех на овој краток документарен филм. Посакувам да ги инспирираме и новинарите од надвор да дојдат и да го забележат овој древен обичај во нашата татковина. Па да, има сега во Бегниште нема дојдено странски новинари, меѓутоа дојдоа странски гости. Имаше навистина ние значи почнува да се слуша, почнува да се шири, да, и имаше значи обични странци намерници, еве да ги наречам. Инаку Вевчанскиот на пример карнавал, тамо веќе со години доаѓаат, го снимале и други. Тоа е многу популарен, меѓутоа тоа не значи дека треба да не ги популаризираме и останатите кои што се навистина заслужуваат. Заслужуваат внимание и срекни сме што Слободен печат успел да го документира на еден специфичен, автентичен начин токму овој македонски обичај. Го спомена Вевчанскиот карневал и тој се случува овој викенд. Да, овој викенд и во Вевчан е нели фештата. Тоа е голем театар под отворено небо. Ќе имаме можност, јас сум била на Вевчанскиот карневал неколку пати, исто така го имам снимано, документирано. Интересно е да се проследи тоа, затоа што вевчанците се толку духовити. Јас мислам дека они цела година го снимаат се што се случува во државата и така знаат да пецнат убаво најважните настани, скандали што се случиле. Едноставно, јас очекувам задутре да ги видиме преку маските на вевчанци и тоа е исто интересно доживување. Добро е што се погоди викенд да биде оваа година празник, да бидат овие карневали за време на викенд. Марина, благодарам многу што беше дел. Честитки за тебе и за целиот тим кој што го сработи овој документарен филм поврзан за џоломарите, посветен на џоломарите од Тиквешијата. Ексклузивно имате можности и прилика да го гледате на Слободен печат овој документарен филм. Уживајте.